Сатаната го искушува Исус 40 дена во пустината, Исус пости и му вели: ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сета власт, сето богатство на овој свет. Исус вели: само на Господ, Таткото мој, му се поклонувам. А ти, кому му се поклонуваш? Дали му се подари на Господ Исус Христос во дух и вистина, или се поклонуваш на било што од светот? Една од тие погрешни поклонувања е секако таа која го родила женско божество од македонската антика, денеска направено идолопоклонство кон Богородица, и ти суштински се поклонуваш на некој ангел, бидејќи земна жена не може да го роди семокниот Исус Христос, име над секое име. Тој е спуштен само во незината утроба, таа е искористена како сад, веројатно како Јован, бидејќи тој вели во Евангелие по Јован: ете, јас го праќам мојот ангел. Значи имаме пратени ангели на земјата и паднати ангели, демони, сатаната. Тој е целиот материјален свет. Само на Господ Исус Христос му се поклонувам. Оти идолопоклонството, запамети човеку, внимавај на идолите. Чеда, пазете се од идолите, во Прво Јованово. Идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Кому му се поклонуваш? И јас само на Господ Исус Христос му се поклонувам. Амин до Царството Божјо. Амин.